21 век сме. Векот кој ветуваше мир, векот кој ветуваше равноправност, еднаквост, хармонија. Но 21 век не е ништо различен од останатите векови, бидејќи повторно се водат војни, повторно има сиромаштија, морален и културен пат. Се повеќе се прашуваме каде оди светот денес. Денес во Гласни идеи ке разговараме со другарот Стефан Илиевски. Здраво, Стефан. Добро дојде во Гласни идеи. Стефан Патем е историчар, докторант на Институтот за историски национална историја. Па прво би те прашала што станува со војните сега во светот, со посебен контекст на руско-украинската војна, да речем. Да, па значи јас мислам моето излагање го почнал со распадот на источниот лагер, односно источниот блок. Значи, како што знаеме, 90-тите години по падот на Берлинскиот зид, започна да се појавува една тенденција, особено во западната, она што се нарекува западна општествена наука, дека либералната демократија победи и дека следува свет на просперитет и свет каде што војните веќе нема да се водат на идеолошки основи. Мислам, оваа теза беше промовирана, како што повеќето, мислам, е општо познато од страна на Френсис Фукујама во неговата книга Крајот на историјата и последниот човек, но овие негови ставови и тези за брзо време беа на некој начин побиени, бидејќи светот западна во една нова криза, што би рекол, што прво започна со интервенцијата на САД во Југославија, во Афганистан и во Ирак, каде што САД се обидуваше во се обидуваа на некој начин да воспостават некаква рамнотежа во светот, тоест своја хегемонија во светот, каде што едноставно тие ќе раководат и со ресурсите, односно со политичките системи и со останатите држави. Но, како што видовме, особено после 2008 година, започна низ светот да се појавуваат нови жаришта, така започна, например, арапската пролет, каде што тоа го видовме дека особено преку војната во Либија и граѓанската војна во Сирија, кои што трае десетина години, што на некој начин го изнесе на видело тоа дека конфликтите не се ендемски во периодот, туку значи почетокот на 21 век изобилува со конфликти како секој друг период од човечката историја. Да, и која е целта на овие конфликти? Порано се знаело за територија војувале, а сега зашто се војува? Генерално, значи се уште мислам дека ако правиме паралела, уште се битни така наречените геостратешки причини, односно потерата по ресурси и патиштата што овозможуваат на некој начин да се контролира некоја област или некој регион. Така да, например, како што знаеме, војните во Афганистан, особено таа во Ирак, беше војна за тоа кој ќе господари со ресурсите како што е нафтата, например, или кој ќе, например, нема ќе се бори за тоа да едноставно ги држи тие патишта, например, што се наоѓаат во Индискиот океан или што се наоѓааат во Средоземното море, и затоа на САД им беше особено значајно да контролираат Блискиот исток. Сега дел од тие држави, например како Саудиска Арабија, ги контролира преку тоа што им овозможува на нивните владетели низа привилегии, а од друга страна некои, како например против Иран, тие воспоставува санкции и го ограничува развитокот на Иран со цел да на тој начин создадат некој еквилибриум од слаби држави расцепкани што едноставно можат полесно да се контролираат. Но како што видовме после 2008 година, ова излезе од контрола и буквално сега во светот се појави така наречената идеја за мултиполарност. И во светло на оваа идеја за мултиполарност го гледам и конфликтот во Украина, што во основа представува на некој начин обновување на оние империалистички војни што се воделе например во 19 век. Компаративно може да, например, моменталната и актуелната војна во Украина може да се
компаративно гледајќи како ни случувањата на пример со Кримската војна во 19 век или во големата источна криза од 1875 година, бидејќи на тој начин едноставно Русија се обидува позициите што ги загуби со распадот на Советскиот сојуз да ги добие пак, бидејќи за неја особено е значајно тој Црноморскиот басен. Бидејќи преку нив пристаништата, особено тоа во Севастопол и на Крим е многу значено за незината поморска сила. Така да војната во Украина е едноставно империалистичка борба помеѓу Русија, која на некој начин претендира да го наруши таа позиција на САД као хегемон, додека од друга страна САД преку и останатите западни држави се обидуваат преку Украина на едноставно да ја ослабат Русија и да го задржат се уште приматот што имаат во светот. Значи на некој начин може да се каже дека студената војна се уште продолжува. Да, само што сега не е идеолошка, туку е едноставно геополитичка. Проблемот со Русија е тоа што Русија економски никогаш не заздравува тоа што се случи со распадот на Советскиот сојуз, но приматот во светот сега на пример на САД особено е оспорен од страна на Кина, така да јас мислам ова го гледам како некој прокси војна помеѓу условно истокот и условно западот. Околу тоа дали САД ќе ја задржат својата позиција на хегемон во светот или едноставно ќе дојде до ново преисцртување на големата шаховска табла. Мислам, како што например Бжежински ја го нарече целата таа дипломатија на студената војна. Да, како што кажав, веќе не се водат војни за идеологија или против идеологија, но сепак има една идеологија што ги обединува сите најверојатно, овие земји што ги спомена, и тоа е идеологијата на профитот, односно капитализмот. Да. Бидејќи самите тие држави го имаат тој економски систем, па и за Кина не може да се каже. Дефинитивно, па и Кина е, мислам нека тоа Жижа го има ова кажано, Кина е некој хибрид на тој го нарекува капитализам од азиски тип, каде што условно во Кина власта ја држи комунистичката партија, но како што знаеме, приватниот сектор е многу јак и тоа ја овозможува на Кина да добие на многу големо влијание. И сега, мислам, преценките се дека кинеската економија за некоја деценија, можеби порано, ќе ја пристигне американската економија. И затоа и тука ги гледам и кризите во Тајван и кризите во Украина, бидејќи главната преокупација, значи, на САД е Кина, а не е Русија. Русија е некако како САД САД гледаат на Русија како партнер на Кина и затоа се обидуваат на секоја цена да го ослабнат влијанието на Русија за да изолираат Кина. Да. Сега каде се, да кажам, работниците во овие процеси? Работниците во сите овие земји? Дали ти имат идеологија и која е нивната идеологија? Јас сметам дека проблемот генерално со кој што се соочува светот денеска е тоа што од оние колективни начини на дејствување и политичка борба, светот се повеќе и повеќе влегува во индивидуализација на човековата мисла и на човековото делување, особено преку идеите на постмодернизмот, така да тие големи идеолошки влијанија, идеолошки, да кажеме, општествени норми, едноставно се напуштени и сега живееме во период на некаков политички нихилизам, каде што не постои цвеста идеологија околу која што може да се обединат едноставно луѓето. Така да тоа го гледам во повеќе аспекти, мислам и она што се западни вредности, како што се демократијата, слободата, и тоа е на некој начин лицемерно прегазено. Да, прегазено, и се наоѓаме во ситуација кога и тие западни условно идеи и идејата за социјализмот е на некој начин занемарена и не постои никаква онака идеолошка основа на која што работниците може да се групираат и да започнат својата борба. Така да тоа се претпоставам дека во наредниот период ќе биде една од главните, би требало да биде една од главните цели на работничката класа е да
на некој начин се издигне од оваа криза идентитетска и да започне да се преосмислува себе си и за да ги реализира своите цели. Мислам, за да го запре тој угнетувањето од страна на капиталот. Да, ама сега има некои светли примери во Франција, пример на сегашните протести, нели, кои беа против покачувањето на возраста за пензионирање. Излегува многу работници и во некои од тие денови се слушаше интернационалата. Да. Така што не дека социјализмот е заборавена идеја, само некако јас сметам дека е изолирана и чека да се случи нешто за да повторно се изникне. Да. Но ќе видиме сега како ќе се одвиваат настаните, бидејќи Макрон се уште не попушта околу пенсиската реформа. Генерално, мислам, тука се сложувам со Жижек дека пред се, бидејќи сите тие кризи што настанаа од 90-тите години негативно влијае на сите општествени движења и дека е потребно едноставно пак да се преосмисли целата борба за да се најдат некои нови модуси на организација и на делување. Да, ама сега пример капитализмот нели е систем на кризи и обстојува додека генерира самиот кризи. Како треба, пример, работничката класа да реагира на тие кризи, бидејќи ете една од кризите и војната, нели, помеѓу Русија и Украина, што имаше последици, што и без таа војна сигурно ќе имаше економски последици, но еве се завиено е дека тоа е причината, претходно беше пандемијата. Како работниците треба да гледат на овие војни, бидејќи обично зафаќаат страна, нели, јас сум за Америка, ти си за Русија. Па поентата е дека не треба да се гледа црно-бело, значи да не се влегува во шаблонот што го диктираат и масовните медиуми и политичките групи, туку едноставно да се гледа целата ситуација од долу нагоре, односно да се гледаат сите овие случувања, сите војни во светот како некој начин борба на елитите и дека конкретно мислам дека работничката класа треба да започне да се со своја организација преку синдикати, преку било какви други форми на здружување да ги мислам да ги образложи своите политички цели и во даден момент да ги кога ќе се ситуацијата ќе е поволна да се избори за учество во власта, односно за да се избори нивниот глас да биде чуен. Да, ова ме потсетува на Првата светска војна, кога тогашните комунисти и социјалисти застанаа против, нели, Првата светска војна, карактеризирајќи исто така како војна на буржоаската класа. Да, империалистичка. И тука е дискутабилно, бидејќи некои социјалдемократски партии во тој период застануваат на страна на војната, односно ги обзема патриотско чувство, но да кажеме на пример дека Српската социјалдемократска партија во тој период истапува против војната и на истата гледа како на империалистичка и еден од интересните примери во Европа за тоа како треба да се гледа на тоа. Така да едноставно мислам дека поентата е во наредниот период да се разработат се повеќе оние гаси од движења на сите маргинални групи што на крајот ќе можат да ги диференцираат своите идеи, да ги образложат и да се направи критичка маса која евентуално ќе промени ситуацијата. Бидејќи мислам генерално светот после 90-та година запаѓа во своеврсна аномија, ако иземеме оние теории на Дъркам, од брзите трансформации што се дешаваат и на истокот и западот, тоа донесува до тоа да едноставно луѓето го губат и моралниот и политичкиот компас. Поготово еден советски, тоест еден руски антрополог, тоа го нарекува со терминот хипернормализација. Тоа значи дека се што е, да кажеме, ненормално, моментално се представува и се нормализира, условно станува прифатливо за луѓето. Така да, затоа и сметам дека е многу битно политички левицата да се преосмисли себе, да ги оние што се прокламирани просветителски и подоцна марксистички идеи да ги преосмисли, да се врати на корените што се вика и со нив да започне својата политичка агитација. Да, и дали е доволна само
агитација, акцијата, каде е тука? Обично во акцијата настануваат проблемите, кога треба да се активен. Па да, но мислам генерално секое движење низ историјата мора да има период на идеолошка агитација. Еве, например, ќе ги земам декембристите, тоа се, значи, да кажеме, либералните руски кругови од почетокот на 19 век, кои се всушност оние војници на Русија што учествуваат во војната со Наполеон. Кога те одат во Франција и ги запознаваат идеите на француската револуција, нели, за еднаквоста, за братството, едноставно тие идеи подоцна ги враќаат во самата Русија империјална и едноставно кога имаш таква идеја не можеш да се бориш против, многу тешко се бориш против едно такво движење. И затоа е многу битно според мене прво идеолошки да се направи некоја идеја од која подоцна ќе произлезе акција. Бидејќи акција без идеја едноставно е на бунтовништво без причина. Да, апсолутно. Добро, се многу е тешко во ова река, да кажам, на информации, бидејќи луѓето и таа информација, пример, ќе ја прифатат само како една информација, ќе се продолжат понатаму со скролање, бидејќи на тоа тоа е, значи тоа се онака парадоксите на модерниот свет, особено со социјалните мрежи. Има еден, мислам, англиски писател, се вика Хаксли и го пишува една од непознатите дистописки дела на 20 век, се вика Храбар нов свет или Убав нов свет, како е македонскиот превод. Тој зборува дека вистината ќе биде потопена во банализација. Така да, сведоци сме на тоа како тој ја антиципира ова појава едно 70-80 години порано. Значи, денеска преку социјалните мрежи вистината е едноставно потопена, избанализирана. Повеќе не постои јасна, бидејќи ти имаш какофонија од различните информации од секакви теории на заговор, што едноставно не постои, да кажеш, некаков цвест и прецизен извор на информации на кој што може да кажеш дека тоа дека е точен. И затоа е многу битно и кога се образуваат луѓето и кога се прави таа агитација, таа агитација да се врши без основа на да кажеме материјали и основа на истражување, што да постои некаква научност во целата елаборација на политичката акција, да не биде само тоа онака да кажеме нешто што не е објаснето, некоја прежвакана идеја, туку да се обрне особено внимание на образованието и на идеолошката афирмација на луѓе, мислам генерално на популацијата, на работничка класа и на оние класи што се, да кажеме, на маргинализирани на крајот на општеството. Да. Освен овие кризи што ги спомена досега, веќе сме сведоци на еколошка криза и за тоа виновникот се знае. Нели кој е и повторно не се превзема ништо. Како веќе, дали еколошката криза треба да биде дел од борбата на работничката класа? За мене мислам треба да бидат сите, да кажеме, сите проблеми и прашања на 20 век треба да бидат дел од борбата на работничката класа. Например, јас се залагам и за прашањето на авторските права и за прашањето на интернетот и достапноста до информации, дека например тоа спаѓа и на некој начин и во еден од целите на работничката класа е за да не биде ограничено достапноста на знаење. Бидејќи како што знаеме, например, во академијата, книгите и статиите се многу скапи и сега доколку, например, книгите се скапи, научниците што доаѓаат од по-сиромашни земји или работничката класа или било онака сите што се неформални организации за кои што онака шират знаење, нема да има достапност до нив. Затоа треба тоа да се демократизира и да биде достапно за сите популации, бидејќи како што знаеме, знаењето е например достапно до сите. Знаењето треба да биде достапно до сите луѓе во светот, за ако сакаме да направиме некоја иднина во која што едноставно ќе успее човечкиот род да се самиот себе си реализира. Така да исто така и во однос на климатските промени, тоа треба, значи,
треба да се вложува максимален напор за да се спречат, односно да се истражува, да се види, бидејќи јас например се сложувам со прочитав една книга во последниот период од Среќо Хорват, се вика После апокалипсата, кај што тој вели дека поентата со оваа еколошка криза е дека не постои специфичен датум од каде што можеме да кажеме дека таа е веќе завршена, туку таа е континуирано трае, значи ние уште ден денеска ја живееме апокалипсата. Така да доколку не дојдеме, доколку успееме да го поминеме тој што се вика ден каде што нема враќање назад, човештвото не може да заврши едноставно, самата цивилизација да се уништи бидејќи не се води сметка за природата, туку се води сметка за интересите на големите компании и фирми, односно се гледа многу краткорочно. Мора да се едноставно да се форсираат теми и филозофии кои што ја ставаат земјата и опстанокот на човечкиот род на прво место. Да. Сега како во една мала земја како нашата можеме ние да се избориме за овие промени, бидејќи нели сме земја од скоро 2 милиони на периферијата на капитализмот и како да се следат овие, да кажем, светски трендови? Моје мислење е многу тешко, тоа одма да бидам искрен ќе го кажам. Пред се, бидејќи сме мало општество, општество што уште на некој начин нема изградено некоја образовна елита што може да едноставно да го води, да ги тие цели, тие еманципаторски идеи, да ги прошири едноставно на пошироките, мислам онака на пошироката средина. Така да тоа е генералниот проблем, бидејќи од 90-тите години наамо доживеавме тотална, мислам, и девастација и на образовниот систем, и на здравството, и на се што се нарекува општествено. Така да потребно е пред се за мене, бидејќи например ако имаме уништен образовен систем, ние имаме еден зачарен круг каде што имаш наставници и професори што не се во можност да ги на идните генерации да ги пренесат достигнувањата на актуелната наука или на актуелните движења во светот, мислам. Така да ова создава еден круг каде што тие, да кажеме, лош кадар, тој кадар што не, да кажеме, не одговара на својство на звањето професор, едноставно ќе произведе генерации што се уште полоши и така во круг. Така да пред се државата треба да, јас сметам дека клучот на се е во образованието и дека едноставно тоа образованието треба да служи не да направи индоктринација дали национална или во било каква идеолошка друга, туку треба да служи за само осознавање на поединците кои подоцна ќе се здружуваат своите идеи да ги реализираат колективно, односно преку колективна акција. Така да тоа за мене представува онака, мислам дека тоа е основниот, бидејќи како што може да видиме целата таа транзиција, целиот тој нихилизам и во културата и во општествените трендови едноставно донесе во тоа да сега наше образованието во Македонија и општо сите и институциите да изгубат од своето влијание. Да, апсолутно. Само што секако дека образованието е најбитно, бидејќи создава лидни генерации кадри, но мислам дека во капиталистички системи не може да очекуваме подобро образование. Така што паралелно треба да оди рака под рака промената на системот со другите очекувања кои ги имаме. Генерално потребно е значи да се пак ќе кажам истото што кажав на светско ниво, потребно е тука значи да се формираат едноставно некои движења што се искрени, грасиот, што едноставно ќе се борат за промена во системот, бидејќи потребно е значи да се излезе од тој шаблон на политичките партии, бидејќи моментално тие се едни, ако гледаме вака колективно, тие се колективните единствени колективни институции што на некој начин
овозможуваат поединците да се вклучат во нив, но тие и поединци што се вклучуваат во нив се вклучуваат од некои своји лични побуди и цели, да кажеме, и дали се тоа материјални или други. Затоа потребно е формирање на колку што е можно поразлични институции, организации кои што на крајот евентуално ќе може да допринесат во тоа да се афирмира таа идеја и кога ќе дојде вистинскиот момент тие да едноставно бидат оние што ќе бидат policy makers, што ќе играат политиките. И ова се однесува и за работничките права и за заштитата на например за природата, за разно други организации и мислам дека тоа е таа основа на која што може да се промени нешто. Да. Бидејќи конвенционалните и традиционални партии едноставно не се во можност тоа да го направат. Точно, да. Добро, Стефан, ти благодарам за разговорот. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.